Втор ден молк од град Скопје. Нема одговор на прашањата на Алфа зошто на само некој месец пред да си замине од функцијата, градоначалничката Данела Арсовска потпиша нов договор тежок над 320.000 евра со компанија која веројатно и станала омилена во последно време. Станува збор за компанијата Теракон со која покрај последниот тендер за набавка на спортска опрема, за помалку од една година градот склучил уште 8 други договори, кои се однесуваат за јавни набавки во средните училишта кои се под надлежност на Скопје. Фантом фирма или реален партнер на град Скопје. Откако одговори од Арсовска не добивме, се упативме на адресата каде што е регистрирана компанијата Теракон Дуел во Скопски центар. Наместо деловен простор или јасно видлива фирма, ќе наидете на зграда со повеќе станови и канцеларии во кои никој од соседите не знае каде точно се наоѓа ова друштво. Во обид да добиеме на лице место одговор на прашањата на кој начин се склучувани спогодбите и договорите со градот и зошто истите не се водени по пазарни цени, туку драстично поскапи, наидовме само на едно мало поштенско санданче на кое има залепено парче хартија со испечатени букви на фирмата. Ова е локацијата каде е регистрирана компанијата Теракон Дуел. Но освен поштенското сандаче во влезот, нема никаков знак или ознака која би покажала, би ги насочила луѓето да отидат во нивните канцеларии. Ниту една врата во објектот за разлика од другите компании не покажува дека таму постои ваква фирма, а телефонскиот број што може да се најде на интернет е непостоечки. Од другата страна се слуша само пораката. Според достапните информации и освен градот, директно муштерии на Теракон се и повеќе средни училишта. Марија Кири Склодовска, Димитар Влахов, Георги Димитров, Корчагин. Вкупната вредност на набавките достигнува над 53 милиони и 320.000 денари. Иако основната дејност на компанијата е градежништво, тие испорачуваат спортска опрема, а анализата на договорите открива драстично повисоки цени од пазарните. Например, мрежа за обрачна кошарка чини 1652 денари, иако на пазарот е 300 до 500 денари. Масите за пинг-понг чинат речиси 55.000 денари, а во продавница се 20 до 30.000. Душек за физичко на 31.000 денари. За брендирани тренерки и патики градот плаќа по 14 до 18.000 денари за парче. Дури и печатењето на лого на мајца или тренерка се наплаќа 1180 денари. Фирмата лани прикажала добивка од само 13.000 денари, а претходната година нешто под 4,5 милиони.